Здраво на сите и добре дојдовте во 45-тиот дел на Зачудувачки факти. Со цел да изгуби 28,5 килограми за неговата улога во The Machinist, Кристијан Бейл бил на диета која содржала една конзерва туна или едно јаболко на ден, црно кафе и вода. Овој сладок џуџе слон за прв пат бил забележан во Шри Ланка во 2013 година. Тој е целосно израснат, но е висок само 1,5 метар. Воздухот во Пекинг во декември 2015 година бил толку лош што училиштата биле затворени, патувањето со автомобил било строго ограничено, а скарата била целосно забранета. Постои универзитет за дедомразоци во Лос Анџелес кој ве учи професионални вештини како знаење за играчките, пози за стоење и како да избегнете тужба. И пред да им се смеете, дедомраз кој на највисоко ниво заработува околу $100,000 годишно. Во Јапонија, јадењето божик на вечера во KFC е толку популарно, што се случува да има и 2 часовни редици на некои локации во кои луѓето чекаат да влезат. Кралот Лав првично бил наречен кралот на џунглата, се додека тимот на Дизни не научил дека лавовите не живеат во џунгла. Постојат посебни канти за отпадоци во Мексико Сити во кои можете да го оставите изметот на вашето куче за да добиете бесплатно Wi-Fi. И работи така што колку повеќе измет, толку подолго бесплатно Wi-Fi. Компанијата Boeing создале нов метал наречен микролатис, кој е 99,99% воздух, што дури може и да стои врз глуварче без да го уништи. Саудиска Арабија е најголемата земја во светот без река. Фотографот Ендру Сурионо, криејќи ја неговата камера од дожд, забележал малечок орангутан како користи лист за засолнување. Тој брзо успел да го сликне овој момент и добил почесна награда во 2015 година во надпревар за National Geographic. Логото на FedEx има добиено повеќе од 40 награди за дизајн и беше рангирано како едно од 9 најдобри логоа во последните 35 години. Иако никогаш не се забележале, белата стрелка во логото е намерен избор на дизајн направено со спојување на два различни фонтови. Марк Шпиц, 9 пати олимписки шампион, во 1972 година на шега му рекол на тренерот на рускиот пливачки тим дека неговите мустаки ја зголемуваат неговата брзина во водата, отфрлајќи ја водата од устата. Следната година секој руски пливач се појавил со мустаки на олимписките игри. Во Аргентина има шума во форма на гитара. 7000 дрва биле засадени од земјоделец по име Педро Мартин Урета. Ги посадил во 1979 година како почит кон неговата покојна сопруга. Тој никогаш не бил во можност да ја види шумата од горе, бидејќи бил преплашен од летање. Стетоскопот бил измислен во Франција во 1816 година од страна на Рене Ланек, бидејќи се чувствувал непријатно да го стави увото на голи гради на жена за да го слушне нејзиното срце. Најдолгото решавање математичка задача во историјата е долго од 15.000 страници. Во истото биле вклучени 100 математичари на кои им било потребно повеќе од 30 години за да го завршат. Ова е статуа со наслов "Политичарите дискутираат за глобалното затоплување", лоцирана во Берлин. Ова е молив кој се сади. Моливот има семе во него и кога станува премногу краток за употреба, можете да го посадите и од него почнуваат да растат билки и зеленчук. Околу 75% од сите торнада се случуваат во сад. Терминот Swan Song произлегува од древното верување дека лебедот молчи во текот на целиот живот, се додека не запее една убава песна пред да умре. За време на својот живот, остригата го менува својот пол од машки во женски и назад неколку пати. И тоа беше се за 45-тиот дел на Зачудувачки факти. Да го сакате уште, лајкнете го ова видео и не заборавајте да се супскрајбнете на мојот канал. Фала ви многу за поддршката и ние се гледаме во следното видео.